Медицински машини или скенери, супербрзи возови кои лебдат над шините. Тие се можни благодарение на суперпроводниците, материјали кои пренесуваат електрична струја без отпор. Повеќето суперпроводници мора да се изладат на околу 100 пати поладно од собната температура, зашто е потребен редок, но и скап течен хелиум. Џо Ек, истражувач од Канзас, сака да најде материјали кои се суперпроводни на собна температура. Кога би можеле да постигнеме суперспроводливост на собна температура, воопшто не би било потребно ладење. Со суперпроводниците на собна температура, електричните автомобили би можеле да возат подолго, без полнење. Компјутерите би станале уште помали. Големите суперкомпјутери кои исполнуваат цели соби тогаш би можеле да се стават во домовите. Некои научници наводно создале суперпроводници на собна температура кои можат да работат при екстремни притисоци. Други научници ги оспоруваат наводите, прашувајќи се дали суперпроводниците под висок притисок всушност воопшто работат. Во потрагата по суперпроводници ЕК прави микс на хемиски елементи. Бизмут, скадиум, кадмиум оксид. Тоа се опасни работи. Во Националната лабораторија во Лос Аламос, Дин Питерсон е запознан со работата на ЕК. Питерсон, кој е научник, вели дека суперпроводниците на собна температура би биле толку ефикасни што светот би имал енергија во изобилие. Тоа би било златното руно што сите го бараат во последните 70 години. Во Болдер, Колорадо, Данко Вандерлан прави кабли кои содржат ретки метали кои се суперпроводливи кога се ладат со течен азот до околу 4 пати поладно од собната температура. Да работат суперпроводниците на само 4 пати поладна температура од собната, тоа е огромен чекор. Еден суперпроводлив кабел, тенок колку молив, има струја колку и сноп од повеќе конвенционални кабли. Ваквите потраги за пронаоѓање на потопли суперпроводници може еден ден да доведат до патнички авион на електричен погон и компактни реактори за фузија.